Важи за сите спасителни тимови. Мирно! За државното знаме. Поздрав! Полека, чекай новинарите да дойдат. Тук ви дам рапорт да ви повикам. Господине директор, спасителните тимови на спасителната служба сте построени во ваша чест. Рапортира раководител на спасителна служба Дарко Недановски. Идеме поблиску. Полека. Сега там. Vamos. Vamos. Спасителни тимови, поздрав! Поздрав! Денес алпинист падна од карпа високо 80 метри. Целиот искршан остана да виси на висина од околу 40 метри. За среќа, ова не е точно, ова е само најава за денешната вежба Мрежичко 21. Кога оваа вест би била точна, би бруеле сите медиуми, би прочитал секој граѓанин. Но јас се надевам дека денес, кога оваа вест не е точна, кога е само дел од сценариото на оваа спасителна вежба Мрежичко 21, истата ќе биде пренесена од сите медиуми и ќе го предизвика интересот на граѓаните. Она што можев да го видам овие неколку дена, дружејќи се со вас овде, кај мене предизвика восхит. Предизвика восхит од љубовта која што можев да ја видам кај вас. Љубовта кон височините, љубовта кон карпите, љубовта кон алпинизмот, но најмногу од се, љубовта кон човечкиот живот. Бидејќи она што вие го правите, она за кое што вие сте обучени, е бесценето, затоа што вие спасувате човечки животи. Вашата вештина,
кој што сте ја стекнале макотрапно, без при тоа никаква помош од државата, треба да биде надоградена и понатаму, како држава, треба дел од вас да бидат ставени во новата институција која што ќе го менаџира кризниот менаџмент во Македонија, а за која што ќе треба известно време. Во знак на почит, во знак на восхит, но и во знак на довербата која што ја имам кон вас, денес јас лично ќе се спуштам под некои од овие јажиња кои што вие ги нарекувате жичари, за да покажам дека целосно ви верувам и дека мојот живот можам да го дадам во ваши раце. Воедно ќе се спуштам и по едно од овие јажиња и доколку има услови, со носилката може да ме профрлете од оваа страна до другата страна. Сето тоа за да покажам со личен пример дека имам целосна доверба во вас. Ви благодарам за вашата жртва, ви посакувам успешна вежба, ви посакувам понатаму да продолжите да вежбате уште повеќе, да ги усовршите вашите вештини, а ние како држава да помогнеме во вашето опремување. Овде мислам на Спелеолошката федерација на Македонија, а потоа и дел од вас да станат дел од државниот тим за спасување од тешко пристапни или непристапни терени. Ви благодарам. Дадам збор на директорот на Дирекцијата за заштита и спасување, господинот Беким Максути, чии што единици денес исто така учествуват на оваа вежба. Директоре, значи навистина е чест да се биде пред луѓе како што сте вие. Дали сите ние го имаме исполнето тоа што треба према вас, мислам дека сме на добар пат да почнеме да ги помрнеме работите кон позитивно. Секогаш во дирекцијата, но и во центарот ќе најдете институции кои што ќе бидат отворени за вас, отворени за соработка, затоа што сите ние имаме една цел. Целта е хуманост. Целта е да бидеме на ниво на задачата, таму кај што било кој граѓанин на државата или пак некој странец може да се најде во таква ситуација од која што би побарало помош од нашите институции и од нашите служби. Убаво кажа директорот Стојанчо дека ќе направиме се заедничко, да видиме како дел од вас можеме да ве вклопиме за стално во системот за одговор при кризи и катастрофи. Дали тоа е ЦУК, дали тоа е ДЗС, ние досега имаме некаков систем, не дека воопшто не работи, не функционира. Да беше така, ние немаше тука денеска да бидеме, но да се надеваме дека во иднина ќе ги помрнеме малку работите кон позитивно, се со цел да при вакви вистински ситуации ние да бидеме уште поподготвени од тоа што сме денес. Затоа ја и во иднина ќе поддржувам било каква активност од било која асоциација, служба или друг формат кој што доаѓа од цивилниот сектор, се со цел да бидеме сите ние поподготвени, подобро да се изменаџираме меѓу себе, да се исконтролираме и на крајот секако да не ни изостанува и резултатот. Значи сите ситуации кои што се случија во изминатиот период, се надевам дека во иднина ќе успееме заедно со ваша помош пред се да ги поминеме и да ги решиме позитивно. Уште еднаш ви благодарам за поканата и успешна вежба. Спасителни тимови, подгответе се и упатете се кон своите задачи. Слободно!